3 раководни лица од Управата за безбедност и контраразузнавање и на едно раководно лице од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија е прибавена имотна корист за од скоро добро познато правно лице, регистрирано во Република Македонија под името ДТУ Финзи Доел Скопје, во вкупен износ од 53 милиони 15.794 денари или 862.045 евра. И за истиот износ е сторена директна штета на буџетот на Република Македонија. Најнапред напоменувам дека се работи за истражна постапка и во овој момент постои основано сомнение за она што ќе биде изнесено. И во оваа насока потенцираме дека секој лице се смета за невино, се додека со правосилна судска пресуда не се докаже спротивното. Истрагата во овој момент опфаќа 2 точки со кривично-правни действија и таквите ќе ви ги презентирам посебно со поединечен износ на имотна корист и на штета, иако вкупната корист и штета за која постои основано сомнение дека е прибавена, односно направена, е она што ја наведов во првиот дел од излагањето. Имено, од доказите прибавени во текот на предистрагата, произлезе основано сомнение дека во временскиот период од месец јули 2010 година до крајот на 2012 година, првите 3 осомничени лица заедно ја искористила службената положба и овластување и за правното лице Финзи Доел Скопје прибавила имотна корист која надвинува значителна вредност во вкупен износ од 35.488.294 денари или 577.045 евра и најдоле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. За четврто осомничениот постои основано сомнение дека како службено лице соумисла им помогнал на останатите осомничени во реализацијата. Доказите упатуваат дека прво, второ и трето осомничениот со цел да набават опрема за потребите на Министерството за внатрешни работи, Управа за безбедност и контраразузнавање во име на УПК во Велика Британија во временскиот период од 7.7. до 9.7.2010 година оствариле составок со представници на едно правно лице од Велика Британија и договориле набавка на електронска и комуникацијска опрема и одлука за користење на таа опрема од тоа правно лице за потребите на петтата управа при УБК. Трето осомничениот учествувал во дефинирање на техничките спецификации на опремата. Меѓутоа, наместо опремата да биде набавена директно од правното лице од Велика Британија, како најекономичен, односно најевтин начин на набавка, според доказите, со цел да прибават имотна корист за правното лице Финзи Доел Скопје, договориле истата да се направи преку правното лице Финзи Доел Скопје, каде, како управител, од 19.8.2009 година до 3.2.2011 година било лице кое е во крвно сродство со трето осомничение, а како основач е запишано правното лице Финзи ДОО од Соединените Американски држави. Постои основано сомнение дека, откако го договориле начинот, условите и цената на набавка на оваа опрема, прво и второ осомничение од повраќањето во Република Македонија усно наложиле на сведокот кој што е вработен во Министерството за внатрешни работи да започне со постапка за набавка на опрема од правното лице Финзи Доел Скопје и истата да се спроведе без примена на условите предвидени во Законот за јавните набавки. Според доказите, на ден 24.11.2010 година, сведокот доставил писмена покана до Финзи за да истото достави понуда за набавка. Врз таа основа, Финзи Доел Скопје до МВР доставило понуда со спецификации, со планирана динамика на испорака на бараата стока, како и тренинг и поддршка на опрема од производителот од Велика Британија, со вкупна вредност на понудата во износ од 124.993.233 денари со вклучен ДДВ. Инаку, според доказите, правното лице ДТУ Финзи Доел Скопје е основано на 18.8.2009 година од правно лице од САД. До крајот на 2010 година, кога му е
му е доделена работата од МВР за набавка на предметната опрема. Единствено што работел овој правен субјект е што има зголемување на основната главнина со 650.000 евра паричен влог. Овие средства се префрлени од сметката на Финзи САД, која била отворена на Кипар, на сметката на Финзи ДОО Скопје. Потоа, истите средства се префрлаа како паричен влог во правното лице СИФИ-КАР, Систина Финзи кардиологија. По ваквата понуда, од страна на службите на УБК е изготвен договорот за купопродажба помеѓу МВР и Финзи и на ден 26.11.2010 година веќе е склучен договорот за купопродажба со вкупна вредност на договорот од 124.293.233 денари со вклучен ДДВ. Овој договор, кој што е склучен 2 дена после поканата за понуда од МВР во Финзи, опфаќал купопродажба на електронска и комуникацијска опрема и одлука за користење на опрема од производителот од Велика Британија со утврден начин на плаќање. Според доказите, произлезе основано сомнение дека откако правното лице Финзи ДОО Скопје извршило увоз на опремата од правното лице од Велика Британија и од страна на тоа правно лице со увозот биле доставени фактурите за опремата до Финзи на вкупен износ од 89.322.845 денари или 1.452.403 евра, истата опрема Финзи ДОО Скопје ја префактурирала спрема МВР на вкупен износ од 124.293.233 денари со ДДВ или 2.021.028 евра. И така ја препродала опремата на МВР. Целиот износ со ДДВ од страна на МВР е исплатен на сметката на Финзи. Од ова произлегува основано сомнение дека со действијата на осомничените за правното лице Финзи ДОО Скопје прибавила имотна корист која надминува значителна вредност во вкупен износ од 22.095.449 денари или 362.039 евра и нанеле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. Овој износ всушност представува разлика помеѓу набавната вредност без ДДВ на ДТО Финзи од правното лице од Велика Британија и продажната вредност од Финзи спрема МВР. Од доказите произлезе дека овие действија продолжила и во 2011 година. Во месец декември 2011 година, од страна на прво и второ осомничениот, усно е наведено на сведокот, кој што е работник во МВР, дека УБК има потреба од набавка на дополнителна опрема правното лице Финзи ДОО Скопје. Од страна на службите на УБК е изготвен анекс во договорот и на 23 декември 2011 година помеѓу МВР, застапувано од сведокот, и Финзи ДОО Скопје, представувано од тогашниот управител, сега починател Коста Крпаш, склучен е анекс на договорот за купопродажба на дополнителна опрема во вкупна вредност од 49.265.246 денари. Правното лице Финзи ДОО Скопје изготвило фактура во износ од 35.695.030 денари со вклучен ДДВ, па, иако на опремата наведена во врска со анексот по вид и по количина делумно е различна од спецификацијата во прилогот на анексот, сепак тој износ е целосно исплатен од страна на МВР. Во текот на месец јуни 2012 година постои основано сомнение дека од страна на второ осомничениот е изготвен допис, односно барање, до секторот за финансиски, материјално-технички и логистички работи при МВР и истиот е даден на подпис на четврто осомничение, кој, без да има овластување, спротивно на член 2 од Правилникот за систематизација на работните места во УБК, ставил своерачен подпис и печат на барањето за доопремување на системската единица за подвижен видеонадзор. Таксото барање помогнало да се склучи и вториот анекс на основниот договор, па на 9.7.2012 година склучен е вториот анекс помеѓу
Вкупна вредност на анексот од 3.432.309 денари. Сепак, од страна на Финзи до Скопје е изготвена фактура на вкупен износ од 17.580.921 денар, што е повеќе од 5 пати повисок износ од вредноста на анексот. Иако опремата наведена во фактурата делумно е различна од барањето за допремнување и понудата за склучување на анексот кон договорот, сепак тој износ од 17.580.921 денар е целосно исплатен од страна на МВР. Со овие действија постои основано сомнение дека осомничените за правното лице ДТУ Финзи Дойл Скопје прибавиле имотна корист која надминува значителна вредност во вкупен износ од 13.222.845 денари или 215.005 евра и нанеле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. Овој износ представува разлика помеѓу наварната вредност без ДДВ на ДТУ Финзи од правното лице од Велика Британија и продажната вредност без ДДВ од Финзи спрема МВР. Ова е првата точка од истрагата, со кои действија постои основано сомнение дека прво, второ и трето осомничениот сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 3 и 1 во врска со член 22 од Кривичниот закон, а четврто осомничениот дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 3 и 1 во врска со член 24 од Кривичниот закон. Понатаму во кратки црти ќе ви ја изтеснам и втората точка од истрагата, во која се опфатени кривично-правни действија за кои постои основано сомнение дека ги сториле тројца од осомничените од првата точка. Именно, постои основано сомнение дека во временскиот период од месец јули 2014 година до крајот на 2015 година прво осомничениот и второ осомничениот заедно ја искористиле службената положба и овластување и за правното лице Финзи Дойл Скопје прибавиле имотна корист која надминува значителна вредност во вкупен износ од 17.527.500 денари или 285.000 евра и нанеле имотна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. За четврто осомничениот и во овој случај постои основано сомнение дека како службено лице со умисла им помогнал на останатите осомничени во реализацијата. Доказите упатуваат на основано сомнение дека прво и второ осомничениот со цел да прибават имотна корист за Финзи Дойл Скопје, иако немало потреба од одржување на електронската и комуникацијска опрема, се договориле да се направи барање како да има потреба од одржување на истата. Второ осомничениот при тоа изготвил допис, односно барање, кој му го предал на четврто осомничениот за да истиот на 17.7.2014 година, без да има законски овластувања, својрачно го потпишал и го доставил до службите на МВР за реализација. Според доказите, со наведениот допис се посочува дека заради наводна целосна реализација на проектот со набавката на електронска и комуникацијска опрема од Велика Британија, а воедно и непречено и успешно функционирање на опремата, било потребно да продолжи одржувањето на опремата од производителот од Велика Британија и истата да биде редовно одржувана, сервисирана, надградувана со поддршка на хардвер, софтвер и лиценца на совкупната опрема, а во име на производителот да продолжи да ја врши правното лице Финзи Дойл Скопје. Постои основано сомнение дека опремата од основниот договор и од двата анекси била нефункционална поради хардверска и софтверска застареност и целосно истече рокот на лиценците. Меѓутоа, тоа не било пречка со дописот да се побара правното лице Финзи да продолжи со одржување на таа опрема. Инаку, од доказите произлегува дека оваа опрема книговодствено во МВР е евидентирана со вредност од 1 денар, а договорот за одржување на таа опрема е приближно 30.000 евра месечно. Од страна на сведокот до правното лице Финзи Дойл Скопје е доставена покана за поднесување на понуда, а на 9.2.2015 година од страна на Финзи до
хардверна опрема за временски период од 2 години, како и сертификат во фотокопија издаден на 15.6.2014 година од правното лице од Велика Британија со важност до 14.6.2015 година, иако според доказите таков сертификат не е издаден од тоа правно лице. Постои основано сомнение дека на 3.3.2015 година помеѓу МВР, застапувано од сведокот, и правното лице Финзидор од Скопје, застапувано од одговорното лице Коста Крпач, е склучен договор за извршување на услуги за редовно одржување, сервисирање, навредување и поддршка на хардвер, софтвер и лиценци на севкупните системи и опрема од производителот од Велика Британија на принцип на целосно каско одржување. Од доказите произлезе дека врз основа на овој договор МВР се обврзува на Финзи да му исплаќа авансен месечен паушал по претходно доставена месечна профактура во износ од по 1.947.500 денари без ДДВ, со вкупна вредност на договорот од 46.740.000 денари без ДДВ. Од ова постои основано сомнение дека со покрај наведените дејствија осомничените за правното лице Финзидор од Скопје, иако истота не е извршила услугата, бидејќи немало технички и човечки капацитети, ниту пак имало потреба од таква услуга, поради нефункционалност и хардверска и софтверска застареност и целосно истечен рок на лиценците, прибавила имотна корист која надмирува значителна вредност во вкупен износ од 17.527.500 денари или 285.000 евра и нанела имотна штета на средството од буџетот на Република Македонија во наведениот износ. Овој износ представува исплатен авансен 9-месечен паушал, заклучно со месец декември 2015 година, за да непосредно по смртта на управителот Финзи овој договор биде еднострано раскинат од страна на МВР. Со овие дејствија од втората точка од истрагата постои основано сомнение дека прво и второ осомничено сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 3 и 1 во врска со член 22 од Кривичниот законник, а четврто осомничение од дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 3 и 1 во врска со член 24 од Кривичниот законник. Од досега прибраните докази за предметот трезор, а со кој ова обвинителство располага, може јасно да се извлече заклучокот дека постои основано сомнение дека инволвираните лица ги сториле кривичните дела кои што се ставаат на тоа. Во конкретниот случај за сите осомничени од судот ќе бидат побарани соодветни мерки за нивно обезбедување присуство во текот на постапката. Воедно од судот ќе бидат побарани мерки за привремено замрзнување на имот. Почитувани, парите, како и вистината, секако шило. Ова обвинителство ќе вложи максимални напори секој кој злоупотребил народни пари да седне на обвинителна клупа и да ги врати.